Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Вистините и предрасудите за канабисот за медицински цели. Почитувани, 10-та поред емисија во мега серијалот за канабисот, како што веќе доликува на ваково юбилеј, ќе имаме во неа многу важна најава за многу важен настан за учество на поголема делегација од Република Македонија на меѓународна конференција за политиките за канабисот, која ќе биде одржана во Виена и токму денеска започнува, а всушност ќе биде продолжение на Генералното собрание на Обединетите нации, каде е потврдено дека ќе учествуваат тројца представници од граѓанското здружение Зелена алтернатива, и тоа нашиот веќе добро познат гостин од првите 4 емисии и воедно администратор на невладината Facebook група од затворен тип Томислав Трајков, а на оваа тема ќе разговараме со првиот човек и основачот на ова граѓанско здружение Филип Достовски. Во емисијата ќе имате можност да го проследите и продолжението на разговорот со претседателката на Фармацевската комора на Република Македонија, професорот од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Бистра Ангеловска. А за крај, како најава за ветеното првично објавување на импресиите од ова значајна конференција, која споменавме на стартот, на самиот светски врв, која, како што рековме, денеска се одржува и веќе во тек во Виена, ќе ви го пренесеме текстот на третиот учесник од невладиниот сектор Давор Ангеловски, кој го превземавме од нивното граѓанско здружение. Почитувани слушатели, во студиото на Македонското радио, во циклусот за канабисот, во еден мал јубилеј, 10-та емисија поред, конечно го имаме за гостин, иако може би меѓу првите требаше да биде господинот Филип Достовски или Филип Алдоста. Така го знаат. Тој е некој псевдоним. На почеток да кажам доста од зборување или како го доби тој? Не ми е псевдоним. Тоа ми е презимето Влашко. А, така? Така да, у постапка сум на менување, така да. Еден куриозитет барем да објавиме. Јас мислев дека Филип е многу присутен во медиумите, па оттаму и самиот си вели доста веќе од Филип. Не. Добро, коинциденција. дозволувате вака со шега да тргнеме во дискусија на една многу сериозна тема, на една тема која е со векови, да не речам, не смеело да се зборува или се зборувало тивко, науво и така не смеело јавно, па и се уште мислам дека луѓето таа стигма околу канабисот ја држат и не можат да ги совладат тие собствени предрасуди што се направени со текот на времето, нели? И тоа не само да речам во Република Македонија, туку пошироко е ова неправедна осуда на ова растение, но еве, ќе тргнеме ние од една најактуелна тема. Значи, ние го снимаме овој разговорот ќе оди во среда, а во среда вие ќе сте во Виена, не само вие, туку дознаваме дека ќе има и поголема делегација и од Зелена алтернатива, уште неколку членови ќе одат, и надвор од Зелена алтернатива, можеби после повраќањето малку попрецизно ќе ни кажете, може би ќе имаме и други гости. Значи има меѓународна конференција во среда, точно денеска кога емитуваме оваа емисија во Виена, и еве повод да поразговараме за што се работи, каква е конференцијата, дали прв пат учествувате вие таму и така натаму. Околу нејзе, па потоа ќе разговараме и на многу други прашања. Вака, ние во Виена ќе видиме као Здружение Зелена алтернатива, нели, ќе бидеме едни од учесниците на Генералното собрание на Обединети нации, кое ја има својата специјална сесија за светски феномен на дроги,
која се вика УНГАС, значи таа е почната уште од 2016 и секоја година се одржува. Прв пат ќе учествуваме сега на таа конференција, заради тоа што на таа конференција уште пред 2-3 години, значи од самото генерално собрание беше побарано, нели, од невладините организации, од граѓанскиот сектор, од пациентите, нели, зашто се гледа дека е дојдено време за менување на некои политики околу канабисот, нели, самото генерално собрание побара учество и на, нели, што реално не се случува баш многу често. Тоа се и вика конференцијата, меѓународна конференција за политики за канабис, така? Така, да. Така да, самото собрание на Обединените нации ги повика невладините организации, нели, граѓанските активисти, пациенти, корисници на канабис кои, нели, го користеле канабисот додека е нелегален, да помогнат со, нели, своји искуства, со сугести и така натака на каде би требало да се движи оваа работа. Исто така, дел од ова собрание би требало да биде една од целите на ова собрание е и самите разговори во врска со канабисот да се отргнат од она клише, дрога или така натака, него едноставно се гледа канабисот како еден нов ресурс, како ново откриен ресурс, за не само за медицина, нели, него збориме за индустрија, за економија воопшто, да. Како стратешки ресурс на скоро било која држава. Заради тоа што, нели, од земјоделие до неговата примена најширока и во авиоиндустрија и во секаде, буквално во сите индустрии наоѓа место. И во автомобилската и не знам каде све нема. Секаде, со тоа што самото него одледување, нели, еколошко, карбон негативно, ако се користи конкретно во градежништво, градбите се карбон негативни и така натака. Така да, ова собрание на Обединените нации, ние на нас активистите и воопшто на цивилното население, многу важно за да ни се чуе нашиот глас, нели, зашто тука ќе се решаваат многу битни теми. Сама една држава, нели, може да го легализира, декриминализира во рамките, нели, на своите граници, со тоа што више пола планета тоа го направи. Законите помеѓу државите не се компатибилни, имаат разлики, има многу така да недоследности, многу недоречености, за тоа ќе разговараме малку. Точно така, така да е конкретно две држави кои на некој начин го декриминализирале или легализирале производството на канабис во нивните закони, меѓу себе не може да соработуваат зашто законите им се некомпатибилни. Точно на тоа треба да се работи или што станува збор, иако Македонија го легализирала, проблем е со така соседите. Да, ова собрание на Обединените нации ќе го адресира глобално тој проблем. Сега, додека трае Генералното собрание на Обединените нации, се случува интернационална конференција за политика на канабисот, која е во организација на... Добро, сега вие присутувате во Виена или на Генералното собрание? Не можам да разберам. Тоа се два настани кои се слејани во еден, значи во еден, заедно. Обединените нации ја имаат својата конференција 5 и 7 во Виена. Во Виена. Така. А 7, 8 и 9 на таа конференција се приклучуваат невладините организации, нели, граѓанскиот сектор, за да, нели, да дискутираме они со нивните предлози, ние со нашите предлози. Така иако можеби требаше да биде пообратно од пошироката база да се соберат. Добро, веројатно реално, после ќе се направат анализи на сите овие. 3 години поред они го свикуваат ова собрание, активистите, граѓанските иницијативи и така натака малце покасно се вклучуваат зашто може малце не беше. Да. Политиката пред сепа, потоа се другите. Пред тоа не беше тоа очекувано, да. Така. И сепак и ова е голем напредок, мора да се признае, да даде на толку високо ниво да се разговара за тема за која, што се вели до пред некое време, не смееше да се зборува, не смееше да се употребува ова растение. Кажете ни колку мина тројца ќе одите од Зелена алтернатива? Од Зелена алтернатива да одиме тројца. Од кој едниот е нашиот веќе познат гостин Томислав Трајков, кој беше во првите емисии на... Точно, другиот е Давор Ангеловски, значи... Се надевам, он кај дојде резимето да не го каже после впечатоците од конференцијата. Да, со тоа што вака, ние за конференцијава стварно се надеваме на позитивен исход, заради тоа што граѓанското здружение, значи нашето здружение ќе ги запознае, значи другите здруженија со нашата работа,
заради тоа што скоро сите здруженија си имаат свој начин на работа, зависи од законите во нивните И држави своји така натаму. искуства и така. Да, морам да напоменам дека повеќето од здруженијата, мислам што како нашето, невладини кои доаѓаат од различни држави, повеќето од нив имаат проблем со законот и на некој начин практикувале граѓанска непослушност, во нивните држави. За прв пат ќе можеме да го прикажеме на по-официјален начин нашиот модел на работа, кој до негде и тука беше нелегален, заради тој имаме, се уште сме на суд, имаме проблеми со законот, се надеваме дека ќе се решат позитивно. Со тоа што ова учество на оваа конференција е само уште еден доказ дека тоа што сме го работеле не било криминал, туку граѓанска непослушност. Значи тоа е многу битно да се напомене и голем акцент на Не ви доаѓа како топол ветер во грбот, што се вели. Точно, и голем акцент на оваа конференција ќе биде посветени точно на тоа што се случува со корисниците и правата на корисниците. Заради тоа што гледаме дека сегде во свет се легализира за медицинска употреба, многу компании почнуваат да произведуваат. Сега што правиме со луѓето, пак не доаѓа до вистинските. Да. Фали секогаш или информација или рецепта или ќе разговараме секогаш работите може да се подобрат. Имаме сознание дека нема да бидете единствени од Република Македонија, можеби немаме точна информација кој секој учествува. Можеби вие имате или немаме конкретни информации конкретно кој ќе учествува од Македонија, ама знаеме дека ќе има сигурно на Генералното собрание можеби. Зашто тоа Генерално собрание е отворено и за граѓански сектор. Значи таму може да присуствува било кој како физичко лице да биде присутен таму. Имаме сознание дека некои од македонските компании ќе бидат присутни таму. Производителот можеби. Точно се од македонските компании кои ќе произведуваат. Се надеваме дека ќе некои од искуствата кои ќе ги видат и ќе ги научат таму, ќе ги пренесат овде. Ќе ги применат. И ќе ги применат заради тоа што тоа што ние го збориме овде со години, сега на малце поофицијален начин ќе биде представено од други луѓе, како на пример Обединените нации кои ни излегуваат во пресред на нашата борба. Не може да врвот е во прашање, еве ќе кажеме и една полудокажана вистина, немам конкретна информација, меѓутоа начув дека и на неодамнешниот самит кој беше одржан во Мериот во Скопје на групата Македонија 2025 исто така било на дневен ред земено за развојот на Македонија и канабисот, но откако ќе ги пребараме точните информации, можеби малку повеќе ќе зборуваме и на оваа тема. Ова не е ништо за чудење заради тоа што секој ден се повеќе и повеќе гледаме и од научни истражувања и на интернет и скоро сите медиуми дека канабисот освен за медицинска употреба може да се користи буквално во сите индустрии. Многу ефтино производството. И малку бара, многу дава, што би се рекло вака. Да скратиме, малце бара, многу дава и нормално дека бизнисмени од сите бранши гледаат некаков профит или бенефит, така да воопшто не е чуди што на дневен ред бил и канабисот на Македонија. И што прави свој виден бум, иако веќе со милениуми обстојува оваа билка и просто не моли да ни помогне, ама ете човештвото користи билкава од скоро од самиот почеток. Значи од тоа го имаме од археолошки наоди, од пишани историски извори, од стари легенди и така натака, значи тоа е факт. Тоа не може никој да го оспори. Проблемот со неговата стигматизација е забрана со почетокот на индустриализација, и од кога почнуваат на некој начин е ова капиталистичко општество, не само фармацевската индустрија, тука и нафтената индустрија, фармацевската, голема кругост. Повеќе фактори се. Сега, канабисот е забранет, од кога постои човештвото до сега, па да речеме ако го скратиме тоа, се применува од кога многу малце време. Значи забранет е малку 1000 години го користиме, забранет е 70 години. Ова сега што се случува како нов наше современие и ние го доживуваме тоа како да е постојано забранет и ова е добро да се ова сега што се случува како нов економски бум или како откривање на топла вода. Откривање на топла вода. Ние само враќаме назад нешто што
пред тоа, нели, веќе сме го користеле. И мораме да си признаеме дека сепак нашите предци биле можеби поумни од нас сите. Ние не можеме да го достигнеме она и тоа кога се работи за живот дури. Природата работи со обид и грешка, нели, цело време. И така функционира еволуција, така да е човештво беше на едни продукти, нели, за воопшто за храна, лекови и така натака. Последниве 70 години пробавме нешто со, нели, со технологија и така натака да смениме, видовме дека се уште не можеме против природата. Така да малце треба да се собереме, да се вратиме назад и да има еден компромис. Да, компромис, значи технологија со природа заедно. Зашто ќе зборувате фактички? На што ќе се задржите на конференцијата? Ќе земете ли учество во дискусиите? На конференцијата сме поканати како активни учесници. Ќе го кажеме примерот и моделот во Македонија на нашиот активизам. До сега што сме успеале да направиме како активисти, кој ни бил начинот на работа, зашто на скоро во сите држави ние како активисти не работиме на ист принцип. Од кај сте тргнале до кај сте дошли, така. Да си ги кажеме нашите искуства и нормално нашите искуства ќе бидат дел од таа внесени во стратегијата и внесени во стратегијата и од таа порака која граѓанскиот сектор на Европа го дава на телото на Обединените нации за овој проблем. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Почитувани слушатели, во студиото на Македонското радио ни гостува председателката на Фармацевската комора на Република Македонија, професор доктор Бистра Ангеловска. Таа е професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професорке, еве, за разлика од лекарите кои нема да речам дека не се едуцирани околу фитотерапијата, но сепак општо познато е дека фармацевтите имаат малку повеќе сознание околу тоа, затоа што учите повеќе и ботаника, и фитотерапија, и многу слични предмети кои се врзани за билките.
Би било интересно од ваш аспект да кажете зошто оваа мултипотентна билка, како што еве сега се презентира, е позната впрочем и во историјата, толку во најдалечната историја со незините благопријатни дејства. Што е тоа што ја прави да биде толку мултипотентна и што е тоа што и пречеше да биде на столбот на срамот, на забраната, да биде инкриминирана? Се разбира дека веќе знаат и слушателите и вие се зборува тоа многу, со векови се употребува канабисот и во медицински цели, но првенствено како средство за уживање. Тоа е хашишот, марихуана, позната трева, како што ја викаат веќе во жаргонот. Меѓутоа, низ историјата исто така се покажало дека неконтролираното уживање на овој препарат доведува до многу несакани појави, до многу несакани реакции, меѓу другото доведува и до зависност, предизвикува психогени ефекти. Имено, канабисот содржи во себе еден комплексен состав и се разликува од регион до регион самиот состав на самата билка. Дали е индика, дали е сатива? Бидејќи е многу комплексен составот, самата мајка природа прави комплексни состави, не ги titrira, има околу 100 стотици всушност активни канабиноиди, така наречени компоненти, кои што по различни принципи се врзуваат за одредени рецептори во клетките, и тоа за различни клетки. Кој ефект ќе доминира? Не може да се предвиди, затоа што самиот механизам на делување на толку комплексен еден состав е малку тежок за разграничување. Постојат повеќе лимитирачки фактори кои што не дозволуваат сосема да се развие механизмот на делување на компонентите на канабисот. Тоа значи дека штом немаме екзактни податоци за тоа колку точно има и кој точно и каде, на кое место делува, самото тоа веќе доведува до еден сомнеж дали и колку е тоа корисно. Заради тоа и заради психогените ефекти што ги прави, се наоѓа на листата на контролирани супстанции, на контролирани во случајот растенија. И тоа е така во целиот свет. За медицински цели употребата на марихуаната се актуализира не многу одамна, заради тоа што се земени во предвид позитивните ефекти што користењето на одредени типови на марихуана и под одредени услови довеле до подобрување на состојбата на пациентот, на пациентот, можем да речем, граѓанинот се однесува кога е злоупотреба, и затоа веќе почнале да се изолираат активните компоненти, изолирани се и анализирани. Веќе се знае дека од психоактивните компоненти е најпотентен ТХЦ, односно тетрахидроканабиол, делта 9 тетрахидро попрецизно, тоа го викаме ТХЦ, кој што е психоактивен. Тоа значи дека предизвикува одредени психогени ефекти. И CBD, односно канабидиол, кој што е непсихоактивен и веќе е направена јасна дистинкција меѓу употребата на првиот и на вториот. Кога зборуваме за тоа, за употребата на канабисот во медицински цели, тоа не значи легализација општо на употребата на канабис како дрога за уживање. Тоа мора да го разграничиме и мора да знаеме дека производството, самото одгледување на марихуаната и производството на екстрактите и другите компоненти е строго еден контролиран процес и од страна на државата, но и меѓународно контролиран процес, и исто така се поставуваат услови при пропишувањето, издавањето, особено на психоактивните компоненти, кои што ќе ограничат
ќе ограничат употребата само на оние на кои е неопходна. Добро, во ова на оваа тема можеме да дискутираме малку повеќе. Например, еве, многумина го акцентираа дека законот во Македонија за легализација на канабисот за медицински цели е еден меѓу подобрите, полибералните закони во регионот. И тоа е така, но тоа не значи дека е совршен, на што укажуваат секако искуствата од практиката. Конкретно, да кажеме, еве, таа листа на луѓе на кои им е достапен, се болните од канцер, и тоа во термална фаза, од епилепсија, мултиплекс склероза и не знам уште што точно друго беше, добро, не е битно, но многумина луѓе би биле задоволни да го употребуваат, а се знае дека и кај тие болести може да има благопријатно дејство, дури и лечебно дејство. Еве, ќе споменам само една од автоимуните болести, лупусот, например, па фибромијалгијата, кои имаат нехумани болки трпат пациентите, а со канабисот би се намалиле тие болки, што би било и да не доведе до 100% излекување, меѓутоа во многу нешто би се подобрила состојбата на пациентот, би се ублажила. И да не набројувам, сигурно дека има и други болести, не сум лекар, нели? Може би тука треба да се поработи на законот за да се дополни таа листа. Промените во нашиот закон и во правилникот за издавање, во правилниците за пропишување и издавање на лекови, главно промените се однесуваат баш на можностите да се пропишуваат и издаваат лекови како контролирана субстанција што содржат препарати што содржат ТХЦ. При тоа, наведеното индикационо подрачје и дозата во која што може да се пропише се согласно со европската регулатива. При прегледувањето сега за емисијата на европската регулатива околу тоа, најдов држави во кои што е проширено индикационото подрачје, меѓутоа можам да ви кажам дека главно во нашата држава се земени индикациите кои што се препорачани во Европската Унија, па да речам и во Соединетите Американски држави. Регулативата во Соединетите Американски држави пак дозволува, не е регулиран канабисот на државно ниво, на федерално, туку дозволува секоја од државите посебно да го регулира. Таму во некои од државите има малку и пошироко индикационо подрачје. Исто така во некои од државите на Европа има пошироко индикационо подрачје, но морам тука да кажам дека има потесно и во голем број на држави има и потесно индикационо подрачје. Тука сега не ичам да судам кој е во право, кој не се разбира, да. Гледаме да го најдеме оптималното решение. Да, но кажувам дека особено можеби и веројатно ќе се прошири листата на индикации согласно она што ќе се направи како клинички истражување и што ќе го добиеме во еден дел, се разбира, готово од европските држави, кои што се однесуваат со поотворен пристап малку кон користењето на канабисот. Иначе во Европската Унија во повеќето земји се регистрирани 4 препарати на канабисот, од кои едниот е екстракт од канабис, кој што содржи ТХЦ и ЦБД во еднакви количини и чија индикација е само мултиплекс склероза. Спастични реакции при мултиплекс склероза. Регистрирани со така синтетски делта ТХЦ. Синтетски, да. Чија што индикација е исто така мултиплекс склероза. А зошто не од природниот канабис? Кога цело време зборуваме за канабис и за токму тука е јачината негова во неговата природност. Тие регистрирале синтетски делта ТХЦ и синтетски канабиноид кој што е сличен на ТХЦ. Значи тие се два синтетски препарати, едниот е наменет за третман на канцер, на сида, мултиплекс склероза. И исто така, што е многу интересно, регистриран е препарат на суви пулверизирани цветови на марихуана, кои што се наменети за припрема на чај или на инхалација при одредени состојби.
Не е завршена ова листа со ова ја што го добив како податок, затоа што тоа е материја жива која што се менува секојдневно. Меѓутоа, исто така европските директиви дозволуваат на секоја држава членка посебно да си го регулира тој дел што се однесува за медицинската употреба на канабисот. Исто така, поединечните држави ги одбираат и формите што ќе ги регистрираат дозираните форми. Да речеме, еве има многу расширен еден сублингвален спреј кој што е регистриран во 17 земји во Европската унија и во Норвешка. И еве како нешто што е интересно од регулативата, во Норвешка по препорака на специјалист, соодветен специјалист, невролог за мултипла склероза, индикацијата се реимбурсира, односно се враќаат средствата од фондот. Да. Еве тоа е во Норвешка. Така. Веројатно, регулативата во Европската унија доаѓа и се менува, и верувам дека тоа така ќе биде и кај нас во иднина, се менува соодветно на сознанијата кои што се добиваат. Знаете, кога ќе се дизајнира, кога ќе се формулира одреден препарат со намена за користење во медицински цели, си има постапки кои што мора да се спроведат од фармацевска гледна точка. Веројатно една од најважните е самото титрирање, самиот пат на екстракција кој што ќе обезбеди безбедност на самиот препарат, значи отстраните сите можни токсични производи кои што би можеле да се појават во текот на самата екстракција. Понатаму, исто така е многу важно количината, точната количина, значи стандардизирани препарати за кои што ќе знаеме точно колку содржат ТХЦ, ЦБД, дали содржат воопшто и колку. Од таа причина баш е она што го зборувам, дали и како луѓето можат да внесуваат од страна или некој сам да си прави. Знаете, тука никогаш немаме податок колкава концентрација на ТХЦ и ЦБД имаме и дали воопшто имаме. Да, ама има можност да ги проверат на факултетот за фармација во Скопје, направена е таква спогодба, така да тоа е еден добар чекор. Кога зборуваме за легалните, сигурно дека си ја поминуваат постапката која што е неопходна. Легални има невладината организација има направено таква зелена алтернатива. Да, но ако се илегални, тогаш е прашање колку луѓето ќе отидат да го направат тоа, знаете. Одат и се знае цената по која тоа. Да се надеваме, и тоа е добро за поздравување, така. затоа што сепак е подобро отколку да се превземе ризик. Да, и имаме сознание дека во Србија има синтетски канабис кој може да доведе до смртност, а и него каде е? Давор Ангеловски во затворената Facebook група запиша: политиката на канабисот се трансформира низ целиот свет. Бизнисите растат и од Тајланд до Канада и од Лесото до Франција. Општествата се подготвуваат да го променат својот пристап и односот кон оваа моќно растение и неговите многобројни намени. Меѓутоа, меѓународните регулативи за канабис се уште некохерентни и застарени, бидејќи меѓународните договори на Обединетите нации се уште го сметаат канабисот како штетна супстанца без медицинска вредност. Генералното собрание на Обединетите нации на својата специјална сесија за светскиот феномен на дроги побара од сите заинтересирани страни, граѓанското општество, академските граѓани, приватниот сектор и засегнатото население да ја зголемат нивната вмешаност во дизајнирањето и ажурирањето на меѓународните политики за дроги. Една година подоцна, Комисијата за наркотични дроги на Обединетите нации го повтори ова барање, експлицитно повикувајќи на обезбедување мислење за сесијата на високото ниво за политики за дроги во март 2019 година. Интернационалната конференција за политиките за канабисот директно одговара на овие барања
преку барање на засегнати и заинтересирани страни за давање суштински придонеси за идните политики и регулативи за канабис во согласност со целите за одржлив развој од 2030 година. Во организација на организаторите на ова значајна конференција, која ќе се одржи во седиштето на Обединетите нации во Виена, во Австрија од 7 до 9.12.2018 година, на 5 и на 7 декември ја одржува последната сесија каде можност да се обезбедат импути за сесијата на високо ниво на политики за дроги. Во март 2019 година, на 7 декември, ќе се одржи предизборен настан во рамките на Обединетите нации. Дел од конференцијата ќе продолжи на 8 и на 9 декември преку улицата Австрија Центар Виена, нудејќи простор и идеи за продолжување на дискусиите помеѓу носителите на одлуки, предприемачите и експертите. Граѓанското здружение Зелена алтернатива ќе земе учество на овој настан со идеи на Сдруженијето за реформите на глобалните политики за канабисот, поставувајќи го на прво место и пред се корисникот. Глобалните регулативи на канабисот мораат да ја остават простор на секоја држава за да може да ги уреди регулативите за канабисот во рамките на својата држава и тоа на најлиберално ниво и според модел кој им одговара на потребите на корисниците од таа држава. Граѓанското здружение Зелена алтернатива ќе учествува и со свое изложбено место, каде дополнително ќе се представат и ќе ги запознае присутните со неговата работа во последниве 5 години. Драго ни е, потенцира Давор Ангеловски, што ваков важен момент ќе земеме учество и ќе допринесеме со нашите идеи во поставувањето на законите и на регулативите на глобално ниво и ќе имаме можност да допринесеме за слободна употреба на канабисот како основна цел на нашето здружение. ФААТ, организаторот, како главен организатор на овој настан, е независна и непрофитна организација и една од ретките лоби групи која постојано се фокусира на обврските на Обединетите нации за да ги ажурира нивните политики за канабисот, со што ги едуцираат донесувачите на одлуки во државите. ФААТ успеа да ја доведе Светската здравствена организација да ја разгледа меѓународната класификација на канабисот и незините застарени регулативи кои ги попречуваат основните права на здравството и на приватност, како на домородското и на ограничувањето на потенцијалот на поединците и на заедниците да растат. Меѓународната конференција за канабис ќе ја разгледа состојбата на реформите и ќе предложи решенија за оддалечување од антинаркотичниот пристап кон похумана и одржлива визија за канабисот во нашите општества, градејќи ја нивната рамка, што ја нуди Организацијата на Обединетите нации, одржливи и развојни цели. Агендата на Обединетите нации за 2030 година посредува, цитирам, за свет на универзално почитување на човековите права и на човековото достоинство, владење на правото, правдата, еднаквоста и на недискриминацијата. Затворен цитат. Канабисот и самото растение коноп, како и социјалните и економски импликации на реформите на канабисот, е основен елемент кој треба да се разгледа за постигнување на агендата. Сега е историски момент да се направи евалуација на потенцијалот на растението канабис, што се применува на патот на агендата за одржлив развој и
во рамките на Обединетите нации. Ова исто така ќе помогне да се отворат вратите за потикнување на руралните политики кои вклучуваат канабис во развојните стратегии на земјите и да ги оддалечат дел од дискусиите поврзани со канабисот од пристапот против наркотици и таквиот начин на размислување. Овој настан е невидена можност за да се вклучат реформите во градењето на политиките за канабисот, а да се даде етичка и одржлива содржина. Работите се менуваат брзо. Иднината мора да се изгради сега. Следете не и во идните недели за повеќе информации им се обраќа за крај Давор Ангеловски на повеќе од 20.000 членови на затворената Facebook група на граѓанското здружение Зелена алтернатива, а ние го очекуваме уште со свежите импресии веднаш по враќањето и во нашата емисија. Почитувани, ја привршуваме 10-та по ред емисија од мега циклусот Вистините и предрасудите за канабисот во медицински цели. Музичката илустрација беше на колешката Билјана Николовска, снимањето на колегата Игор Димов. Тонското оформување го направија колегите Тони Цаневски и Билјана Куновска. Уредник и водител беше Гордица Величковска. Извршен уредник на информативна програма Снежана Димовска, производство Македонско радио, декември 2018 година. Останете и понатаму на брановите на првата програма на Македонското радио, Радио Скопје, и слушајте радио, каде и да сте, со кого и да сте, што и да правите. Радиото ве информира, релаксира и поддржува на патот на најдобрата верзија на себе си.